Slušaj vamo, dragi moji prijatelji i prijateljke, kako ste mi, dobri ste mi, nekako voved da kažem, kako vovedbe, kakov crn voved. Pamtite li вие работи od, da rečem, izminatio 20-30 godini, imali neki postar među vas? Sigurno ima. A i oni što se pomladi, sigurno im kažuvale, postarite kako bilo porano. Знаеш, заглавувале нашите со економија. И во предвоена Југославија, и во повоена Југославија, и кога најдобро идело, и кога најлошо идело. И кога ќе настанала некоја криза, кога ќе заглавеле во својата, а обично било заради некадарност, не дека не краделе, се крадело, тоа страшно, него туку секогаш кога ќе заглавеле, се преземало мерки. Знаеш колку убаво ни звучало, види, Тито се грижеше за нас, се беше убаво, Тито не се грижеше, ние имавме систем, еден цел. Не можел Тито да постави систем и да... Ние сме го поставиле. Самоуправување сакаме, сакате комунизм, сакаме, пазарно собазо, сакаме, после рековме не сакаме. Арно, ама сега сакаме, а не сакаме, затоа што тогаш било подобро, иако од тоа се откачивме. Не. Ние паметно направивме и паметно тргнавме очигледно, само со едната нога во гроб си останавме, а со другава на кај идеме? Еве сега. Ајде да скратам ова мое паламудење. Памти ли некој некогаш да имало на овие простори криза за леп? Имало кризи. Паметам ја, криза за бензин, криза за струја, Милка Планинц. Криза за бензин имаше 80-ти, 90-ти, 10 години потоа, па и еве сега. Пред некоја година, нели? Со војната Русија-Украина, па цените рипна. Памети некој кризата со кафе? До толку што кафе шврцувавме ко нашите родители правеа криминалци од нас, клоцев гъст, нати пари за иди до Трст, до Солун, купи си фармерки и донеси на враќање кафе. Со тоа кило кафе се враќаат парите и за фармерките, и за патот, и да се истеруша малце. И сето тоа беше легитимно. Леле, златно време и се создаде една добра нишка на луѓе кои, нели, да ја заебеш државата е нешто позитивно, добро. И така, криза со цигари никогаш немало, затоа што секогаш на овие простори мафијата со цигарите растурала. Имало проблеми со мафиите, ама со цигари секогаш било окей. Криза со масло, и во Југославија, и тука, и така натаму. Да спомнувам други, пар, не пар, купончињата, купоните, ние кои ги имавме, боновите, ова имало по самопостоги, она немало, ова фалело. И се доаѓало до некои кризи, ке го има, ке го нема и така натаму. Не паметам леп да снимало по продавници. И сега некој ќе рече, да, виновни се пекарите, мелничарите. Како може они да се виновни? Знаеш, државата донела уредба. Секогаш државата, кога ќе донесе уредба за нешто, се случува спротивното. Нека и нас. Во цел свет, големата криза, 30-тите, која толку ја зборите, настана откако државата презеде да се занимава со
економија и со пазар. И ќе штитела народ. Знаете, во комунистичка Русија, во комунистичка Југославија и во тие, секогаш комунистичката партија се грижеше за народот да не биде гладен. И пази, ние имаме добра представа дека народот не бил гладен. Поточно, народот имал многу помалку од што денеска, но никој не се бунал. Ма кој смел да се побуни? Не се, да не се навраќаме таму, ние имаме булшит денеска. Ни се продаваат муда за бубрези во врска со лебот, дека ови му ја замрзнале цената. Секогаш кога ќе замрзнеш цена, тој што се занимава со... Види, не е проблем. Направи државна ти некоја пекара и продавај го по државни пари. Така? Зошто принудуваш приватен пекар да мора така? Ама стратешки бил. Добро? Ама биле лакоми и лад... Извини, а што е капитализмот? Нели треба да се заработи? Нели треба да се прошири? Ама колку треба да се прошири? Ако веќе ми регулирате колку треба да ми е платата, тогаш преземете ми го бизнисот и целиот. Давајте ми 500 евра плата, карикирам, нели? Како би рекол сега еден пекар, давајте ми 500 евра, па ќе видиме колку ја ќе работам за 500 евра. Не морам 24 сат. Ако си работам за мој бизнис, за мои пари, ќе работам 24 сат за мој профит. Не ги оправдувам. Не ги оправдувам. Но не може да биде било кој друг. Кризата не постои у свет. Кризата е наша, од некадарност на оваа власт. Дали разбирате